Во 2017 година доаѓате на функција градоначалник на град Скопје. Ние новинарите често знаеме да кажеме таткото на градот Скопје Петар Шилегов, епитет со голема символика. Сметате ли дека како градоначалник на град Скопје направивте доволно за градот? Крајот на 2017 за волја на вистината и да, за овие 14-15 месеци како сум јас градоначалник во градот, кој што го предводам, се сработија сериозно многу работи кои што недостасувале во минатото, кои што се основа за да може да се реализираат работи за кои што јас и во кампањата зборував, меѓутоа и кои што се очекувања на нашите сограѓани, затоа што за жал овој град немаше нити стратегија, нити имаше оперативни системи кои што требаше, кои што би можел ја со моето доаѓање да ги надградам. Што значи дека најтешкиот дел од работата во изминативе 14 на 15 месеци е сработена, тоа е да воспоставите стратегија на градот, сакате енергетска, сакате сообраќајна, од една страна, од друга страна да направите трансформација на функционирањето на јавните предпријатија за да тие бидат пооперативни системи од тоа што биле, да смените определени работни навики и тука кај администрацијата и во функционирањето на јавните предпријатија, така што очекувам дека полека ќе влеземе во полето на визибилност за да промените, односно резултатите од тоа што го се работеше во текот на изминативе 15 месеци бидат видливи. Впрочем, најчесто функцијата на градоначалник се поврзува со изградба на инфраструктура. Кога дојдов јас за градоначалник во овој град, освен еден проект за тендерирање, не беше сработено ништо во смисло на квалитетна документација по основ на која што ќе може да ги спроведете постапките и во сериозни проектирања беа започнати во текот на минатата година, дел завршија и почнавме да ги реализираме, особено во северниот дел на градот. Веќе знаете дека Христијан Тодоровски Карпош првата фаза ја завршивме, втората започнавме, со земјаните работи сме излезени веќе на обиколници, очекувам во 2019 дека таа делница во целост ќе биде завршена. Босна и Херцеговина булеварот е веќе започна првата фаза да се реализира, втората е предметна постапка која што допрва започнува. Завршено е проектирањето на булеварот Хрватска, завршено е проектирањето на нешто што го најавив минатата година, тоа е булеварот Асном и нареднава недела ќе започне постапката на јавната набавка за изведба на булеварот Асном. Започната ни експроприацијата низ Кирамидница, повеќе од 30% веќе да речам имаме расчистено, ама тоа е дел, знаете, што е невидлив и едноставно ги создавате условите за да влезете во визибилност. Од друга страна, завршени се постапките за новите канти за джебен отпад, за комунални возила, за комунална хигиена. На 10 завршува постапката за новите контейнери кои што јас ги најавив и тие веќе пролетва ќе можеме да ги гледаме на нашите улици, така што полека ќе дојдеме до определени точки за кои што јас зборував во текот на кампањата, кои што се очекувања на граѓаните, а кои што се со најсовремените европски стандарди. Така што да може да заклучиме дека генерално вие како градоначалник сте задоволни од вашата работа, меѓутоа сте свесни дека голем дел граѓаните имаат забелешки во делот на вашата работа. Меѓутоа, ајде тоа ќе оставиме наредниот период да видиме како ќе се одвива се она што имате ветено. Она што луѓето не го знаат и е нормално. Легитимно право имаат да имаат забелешки. Е многу нормално да не го знаат. Ние сепак имаме определени обврски да определени постапки ги спроведеме согласно закон. И сега тоа изискува време. Значи не можете вие, ако сте немале проект за изведба на улица, вие мора да спроведете јавна набавка, да изберете проектантска фирма, проектантската фирма да ја даете рок да испроектира, па потоа да ја пуштите јавната набавка за изведба на улицата. Сето ова као 4 точки кои ќе окажаме еден временски размак од најмалку 10 месеци. Започнувајќи од најобично гребење на асфалт, вие мора да сработите најпрво проектот. Меѓутоа, на крај сме со проектирањата, дел веќе почнуваме да ги имплементираме и делот што луѓето не го знаат и не ги интересира, едноставно ние веќе го имаме завршено и ќе можат веќе промените видливо да ги гледаат во текот на 2019. Во 2019 влегувате на голема врата со едно големо ветување, тоа е трамвајот. Сега ќе успеете ли да го реализирате ова големо ветување, кој што како е од инфраструктурен план добро можеби за решавање на проблемот со кој се соочува град Скопје? Колку пари ќе чини,
и кога планирате да започнете? Веќе ја објавивте трасата по која ќе се движи трамвајот? Трамвајот е работа што го менува градот. Е работа што го менува градот позитивно. Во град Скопје имаше определена документација за реализација уште од времето на господин Костовски обдека, која што за жал не била доработена за да може да се изведе. Она што го работев јас заедно со дел од луѓето обдека, меѓутоа и со помош на градот Загреб во текот на минатата година е да спремиме целосно техничко сообраќајно решение на изведба на трамвајот. За целата оваа работа работевме во координација со Министерството за финансии и владата на Република Македонија и градот својот дел од работата, да речам условно, го заврши. Токму заради тоа премиерот некаде пред Нова година го спомна во едно интервју и излезе, да речам, тоа што сме го работеле во невидливиот дел излезе на површина кај јавноста. Очекувам дека сега да заврши овој празничен период, ќе седнеме да ја доработиме финансиската конструкција за да можеме во 2019 да влеземе во постапка за реализација на трамвајскиот сообраќај. 4 фази опфаќа трамвајот во Скопје. За сега сме сконцентрирани на реализација на првата фаза, која што е од Ново Лисиче до Ѓорче Петров. Очекувањата заедно со потребните возила за обслужување на таа траса и депото кое што мора да се изгради е дека тоа би требало да чини помеѓу 130 и 150 милиони евра, што се вика клучна рака. И тоа ќе го смени градот затоа што веќе работиме сега на сообраќајна студија за хранење на превоз на трамвајската линија за да ја имаме економската исплатливост. Имаме калкулација колку ќе не чини годишната експлоатација на трамвајот. Финансиски колку би тежел овој проект, од прилика ако имате? Целиот е 130 до 150. Тоа тука немаме застана 130 до 150 милиони евра реализација, реков. Значи со се возилата кои што треба да обслужуваат првата линија, она што го имаме доработено во меѓувреме и го работиме, сега зборуваме за реализација на првата фаза, вкупно трамвајскиот превоз во градот со сите 4 фази што треба да биде опфатен на нашиот град, една иде од Автокоманда, една иде од Кисела вода Драчево кон Бутел како линија, би не чинело околу 270 до 280 милиони евра. За сега сме сконцентрирани на она што е главната сообраќајна артерија, односно кичмата сообраќајна на градот Скопје, а тоа е релацијата од Ново Лисиче до Ѓорче Петров. Самата реализација на таа фаза ќе го направи јавниот превоз многу брз, многу атрактивен, еколошки целосно, и ќе може да го смениме изгледот на центарот на градот, изгледот воопшто на градот. Трамвајот е превозно средство кое што технолошки е ненадминато во смисол сите европски градови и сега кога се одлучуваат за трамвајски линии, а е средство кое што заради својата атрактивност, брзина и ефтина експлоатација го користат сите граѓани без оглед на социјалниот статус. Значи, може граѓаните да ги видат и големите светски звезди како користат јавен транспорт. Прокасно ке светските и европските метрополи веќе имаат и развиена многу друга инфраструктурна сообраќајна линија од тролебуси, што кај нас себе трамвајот беше земен како критика. Ве прашувам дали ќе успеете да го реализирате, бидејќи ако не му успеало од времето на Костовски до сега, дали вие ќе успеете да го реализирате? Не мислам дека концентрацијата на претходната градска администрација била во реализација на решање на проблемите на граѓаните. Напротив, со своето действување они за жал Значи ова ќе биде посебен фокус за жал создадоа повеќе проблеми. Знаете суна како е, ако сте воделе град во кој што некој одлучил дека ќе потроши 680 милиони евра, при тоа не сте ги решили главните проблеми на градот, како што е транспортот, како што е гасификацијата, како што е недоизградена инфраструктура која што сега ја градиме. Не случајно ја градиме таа северна инфраструктура, затоа што кога ќе го завршиме тој процес, вие ќе можете од цементарница некаде од Кисела вода во Карпош да возите по булевар без да поминете ни центар, тогаш ќе го затвориме и центарот за сообраќај. Се си има некој си логичен редослед и се дел од планирањето и стратегијата за развој на град Скопје, кој што како што почнавме интервјуто во невидливата зона. На што мене ме радува е дека сите политики што ги зацртав јас и што ги водам како градоначелник во изминативе 15 месеци беа конфирмирани или се потврдени
како добар начин за развој на град Скопје и добар начин за разрешување на проблемите во кои што да речем ги имаме во секојдневието. Тоа го потврдивме, сакате во Бордо, сакате во Загреб, сакате во Виена. Така што тоа е исправниот начин. Тоа ни беше конфирмирано и со апликацијата Скопје зелена престолнина. Ќе се навратиме веќе и апликацијата град Скопје за инаку град Скопје нема економска логика, ниту има економска оправданост да гради метромрежа, бидејќи такви некои идеи, да речем, се почна да се слушаат од кога го најав трамвајот, а шинскиот превоз, значи тролејбусите да речем, не се шински превоз. Шинскиот превоз до сега нема соодветна технолошка замена било каде во светот. Градовите европски кои што одлучуваат да го менуваат транспортот, се уште се одлучуваат за шински превоз, односно за трамвајски превоз. Град Скопје за Европска зелена престолнина апликацијата поднесена, Европската комисија ја прифати. Сега ваквиот чекор ви е за поздравување, меѓутоа како сте се осмелили на еден ваков потек, кога се уште се соочувате со најголемите проблеми, аерозагадување, зеленилото, алтернативниот превоз, па дури и енергетската ефикасност е на големо ви е затоа што бев свесен што е тоа што го работиме оваа година и нешто. Значи стратегијата на градот во сообраќајот е таа беше предмет на анализа и верификација и тоа таму не се анализира по систем што замислил градоначалникот, туку што градоначалникот започнал да имплементира. Значи ние Европската комисија ја запознавме за тоа до кај сме стасани со трамвајскиот превоз. Стратегијата енергетска на градот со основање на градски енергетски системи, градот е подготвен да превземе врз себе оперативноста на топловодната мрежа и започнување на процесот на гасификација. Ние сме сега во фаза да очекуваме владата на Македонија да ни ги даде, да ни предаде мрежата со цел да ја добиеме соодветната лиценца. Значи тоа било предмет на анализа. Овој град за оваа година, како сум јас градоначалник, има засадено повеќе од 8.500 дрва. Добро, тоа го знаеме, ќе успеете да се носите рамо до рамо со Будимпешта како една европска метропола, бидејќи станува збор за кандидатура. Веројатно зелена престолнина како име подразбира, да речам, или луѓето подразбираат многу повеќе фокусот се става на зеленилото. Видливо зеленило, не е тоа 12 се областите каде што градот прави промена на политики, а кои што неминовно ако се имплементираат доследно ќе доведат до промена на квалитетот на живење, подобрување и на состојбата на амбиенталниот воздух, јавната хигиена, комуналниот отпад. Така што она што мене лично ме радува е дека таа стратегија што сме ја зацртувале година дена беше верифицирана. Бидејќи бевме предмет на анализа од 23 апликации, само 8 помина, една од 8 е на град Скопје. Дали ќе успееме, не знам. Јас би сакал, затоа што тоа е навистина, таму ве мерат од каде сте почнали и до каде ќе стасате. Може и ќе излеземе во следната фаза, ама тоа не треба да не обесхрабри. Добро, ќе бидете под мониторинг, претпоставувам за... Да, ама самиот факт што, да речем, она што сме го работеле во изминатаа година е верифицирано дека е добра стратегија, е гаранција дека ќе имаме добар развој на градот во следниве 20 или 30 години, ќе ги решаваме дневно проблемите кои што се јавуваат секојдневно. Аерозагадувањето, кога го спомнуваме, Македонија, конкретно Скопје, се наоѓа одма на топ листите на градови со годинава многу поред од поминатите години. Океј, можеби тоа е на, ајде да кажеме, временските услови. Една од причините. Што ќе ви е сега дрон? Нели е прескапа инвестиција тоа? Значи проектот она што и колку пари ќе чини дронот? 100.000? Не, тоа не е проект на град Скопје. Тоа е проект на Скопски плански регион. Таму е градот Скопје членка. Во него се членки сите општини кои што се наоѓаат во територија на Скопската котлина, а кои што административно не се дел од град Скопје. Сакате Чучар, Сандево, Петровец, Зелениково, Илинден. И сега ние во нашите микросветови си го знаеме Скопје колкаво ни е, меѓутоа тоа што се случува во Илинден сериозно може да влијае на состојбата на воздухот во Скопје. Ама како тоа со дрон ќе го регулирате? Тоа се тродимenzионални термални дронови кои што треба да ги лоцираат изворите на загадување со цел да брзо интервенираат надлежните служби што по општините, што во градот Скопје. Таа постапка се одвива во рамките на Скопскиот плански регион, не во рамките на градот Скопје. Е потребна затоа што
може да ви даде целосна слика за состојбата на определени места. Ние само по основ на 2 пробни снимања кои што ги направивме како град Скопје во рамки на Инспекторатот за заштита на животна средина, лоциравме неколку диви населби и неколку диви депонии кои што ги отстранивме. Во Скопје годинава за прв пат немаме палење на огнови на отворено или ги Добро имаме ни следува Божик. или ги имаме, не зборувам, значи имавме сериозен број, немаме диви населби. Имавме порано сериозен број на диви населби во кои што беа околу дивите депонии кои што ние ги расчистивме меѓувреме, кои што палеа се и се што луѓето кои што беа во тие диви населби, тоа влијаеше директно на квалитетот на воздухот во градот. Тоа што ние ги, да речам, исчистивме околу 320 депонии, повеќе од 5000 кубни метри ѓубриво од тие диви депонии ние дислоциравме во текот на изминатата година, немаме диви населби. Значи дека многу помалку од порано, да не речам воопшто, би сгрешил ако би рекол воопшто, се палат огнови на отворено и граѓаните тоа го гледаат. Порано беа и социјалните мрежи преполни со слики од ѓубришта кои што горат, што сега го немаме годинава како појава. Сериозно го зајакнавме инспекцијскиот надзор, изрековме преку повеќе од 250 и мислам дека тоа е видливо и луѓето го гледаат, дека инспекциите на град Скопје конечно функционираат многу. Добро, сега имате локација наспроти комплексот на факултети Кирил и Методи. Да. Одма до Македонската радиотелевизија, еден објект каде што ние можеме да забележиме дека се пали. Ако веќе ги спомнуваме инспекцијскиот надзор, што не излезе на терен? Секоја пријава се трудиме. Значи, видите, македонски шуми ја казнивме. Што не се случило порано. Значи, заради несоодветен котел на парно грејење кој што го загрева објектот. Колку имате санкционирано овие со Б лиценци? Од 50 Б лиценци, кај една најдовме несоодветни и изрековме казна. Овие другите се што сервиси за што горат улје, што горат гуми, тој тип на правни субјекти што не се во режим на некакви лиценци, меѓутоа се во надлежност на градот да ги инспекторира, така што тука влеговме и тука е бројот на казни. На тие две места, значи годинава прв пат имавме пред да започне зимската сезона, ако се сеќавате, некаде скоро до почеток на декември месец, рачно миење на улици, нешто што не се случувало со години. Сега, кога ќе ги споите овие неколку работи, тие сериозно влијаат на намалување на загаденоста на амбиенталниот воздух. Проблемот главен не е решен, тоа е затоплувањето на домовите, тоа е нешто за што Таму ќе субвенционирате, ако не се лажам, социјално загрозени семејства. Да. Како што имате кажано, како тоа ќе го спроведувате? Идејата моја за основање на градски енергетски системи е да градот биде во активна улога во енергетската политика. Ако имате во предвид дека повеќе од 73.000 домови во нашиот град не се предмет на организиран систем на затоплување на домови, односно индивидуално го решаваат луѓето тој проблем, вие мора да имате субјект, односно градот да биде во активна позиција да може на тие луѓе да им понуди соодветни дали субвенции, дали бенефиции, дали одложени плаќања во приклучувањето на организираните системи, дали топрификација, дали гасификација ќе влеземе. Така што во рамките на буџетот кој што очекувам дека ќе биде околу 50 на милиони евра, имајќи во предвид какви све договори се склучени со дел од европските банки, очекувам дека така ќе се доведеме во активна позиција да може да субвенционираме домакинства, да се приклучат или ќе даеме бесплатни приклучоци на парно грејење, нема да ги наплаќаме со цел да привлечеме што е можно повеќе корисници. Мојот императив е дека ако успееме, ако го започнеме тој процес, пак велам, тоа е надвор веќе од моите ингеренции, ја моето како градоначалник го завршив, ако не ги дадат годинава потребните лиценци, моите очекувања се дека до крајот на мандатот ќе можеме некаде околу 20.000 нови корисници да ставиме во еден организиран систем, што значи дека така речи околу 1/4 од домовите кои што сега се греат на се и се што фактички да бидат во организиран систем. Ем ќе биде поевтино, ем ќе биде еколошки поприфатливо, ем ќе биде економски исплатливо затоа што тие ќе станат па корисници на услугите и парите кои што градот ќе ги вложи во субвенционирање едноставно ќе се вратат преку давањето на таа услуга. Минатата година се пофалевте дека ќе има дополнителен бесплатен превоз за средношколците во рамки на град Скопје. И сега зимскиот период е, па учениците се на распуст, принудени се да плаќаат од сопствен џеп. Ќе ја промените ли ова уредба или останува да си плаќаат сами? Бидејќи револтот е дека пензионерите прават споредба со пензионерите дека имаат многу поголеми бенефиции во споредба со овие кои што
неминовно им е попотребен, бидејќи се средношколци. Суштината на субвенционирање на превозот на ученици е непречен систем или процес на заминување на училиште, имајќи во предвид дека и основното и средното образование се задолжителни. Ако им даете обврска на луѓето дека мора да одат на училиште, мора да им го обезбедите и начинот како ќе стасат. Значи, затоа додека е наставата како процес видлива, тогаш е тој превоз бесплатен, во другите работи може да ги користат месечните карти кои што Тоа значи дека би требало да си плаќаат од сопствен джеп. Да, значи во периодот кога не се уклучат. Значи сега сунај очигледно нели зборуваме доста за транспортот. Очекувам дека ќе започнеме со пенетрирање, односно со имплементација, со реализација на трамвајот, кој ќе започнеме да го реализираме, тоа ќе настане сериозна промена. Тоа е нов систем, па ќе треба да се прилагодат. Сериозна промена во системот и тогаш ќе можеме да видиме, очекувам дека ќе биде многу поевтино работењето на јавниот транспорт во Скопје, од тоа што е сега во дадениот момент, така што можеби тогаш ќе се создадат услови да разгледаме некои поинакви опции за поинакви социјални категории. Имам доста дојави за или жалби за бесплатниот превоз на пензионерите кои што е. А што не има возможите на средношколци? 20 дена се во прашање. Да, не си, летоска се 3 месеци. Добро, мислам дека би било покоректно да месеци, она што успеавме во текот на оваа година, што е новина да речам да го направиме за учениците, порано имаше определен вид на дискриминација на ученици кои што живеат 2,5 километри од училиштето во кое што учат, не им беа давани картите. Во рамки на скромниот буџет кој што градов го има, успеавме годинава минатата да направиме сериозни заштеди, меѓутоа сепак и буџетот на град Скопје е скромен. Успеавме на сите ученици без исклучок да им обезбедиме бесплатен превоз додека трае учебната година и правиме напори бидејќи па имаше јавување од приватните училишта кои што не се опфатени со овој процес да обезбедиме средства и да влеземе во еден целосен систем на средношколците, барем додека трае училишната година. Ако се поправат параметрите и економичноста на работењето во јавната сообраќајна предпријатие, односно во транспортниот систем, зошто да не ќе овозможиме на лицата до 18 години, односно средношколците да ги користат услугите на транспортот бесплатно, меѓутоа тоа се сериозни параметри. И сериозно ветување, ако успеете да го реализирате. Да, и затоа не сакам да го избрзам, она што знаме дека успеавме во текот на 2018 година трошоците за работа, за функционирање на ЈСП да ги намалиме за околу 200 милиони денари, што е сериозна сума. И значи дека ако се работи на малку поинаков начин од тоа што досега се работело, резултатите ќе си дојдат сами по себе. Кога ќе ги вклучиме автобусиве кои што се наметан, уште повеќе ќе поевтини и како ќе се создаваат услови, така ќе треба да ги испорачуваме, да речам, дел од работите кон нашите граѓани. Таткото на град Скопје Петар Шилегов, кога не би бил градоначалник и пратеник, што би бил? Адвокат. Значи, јас оригинално немам ништо надвор од адвокатурата работено, освен политика во последниве 5 години. Тоа е, адвокатурата е моја љубов и моја потпора за се. Јас бев успешен адвокат. Мојата адвокатска фирма која што се уште работи е успешна адвокатска фирма. Тоа ми ја даде силата да израснеш и во самостоен, економски независен, слободоумен човек. И тоа е нешто што, да речам, љубоморно си го чувам за себе и си го сакам. Во моментот кога овој дел од мојот живот, наречен политика, ќе заврши, јас сум оригинално адвокат по професија и таму се наоѓам, таму се пронаоѓам. Неам нити секунда размислување што би правил ако не би бил градоначалник или ако не сум пратеник. Така што јас, како велат, тиквата е со корен, нели, не дојдов во политиката случајно, нити влегов без формирана кариера. Ја влегов активно во политичкиот живот на своји 44 годишна возраст. Веќе формиран како адвокат, 25-та година е годинава, 2019 како сум адвокат по професија. Ви благодарам на времето. Благодарам на вас на времето.